Со мене во студиото е Дејан Андоновиќ. Дејан, јас имам Елизабета Спасеновска, предпоставам на линк, ама ајде малку да резимираме за она што се случуваше во последните 24 часа. Еве, Кристина ни јавува дека брановите на бегалци продолжуваат, како што продолжуваат и воените дејства, а продолжуваат и преговорите помеѓу украинската и руската страна. страна. Јас морам да ти кажам дека не сум многу оптимиста на оваа твоја најава, ако се земе во предвид целава состојба што се случува, а таа е следна. Денеска е 20 ден од руската инвазија или руската агресија или кој како сака да ја именува во зависност од страните. Фокус е Киев, од утринава повторно бомбардирање. Според последните информации, руската армија која ги заобиколуваше градовите добила наредба да почне да ги освојува градовите, а знаеме како се освојуваат населени места и поголеми градови, така да тука не сум многу оптимиста ако во наредниот период е вистината таа информација дека откако се обкружени поголемите градови, сега следната фаза, втората фаза на рускиот напад врз Украина е освојување на поголемите населени места, како што се вели во така наречената наредба на Владимир Путин. Она што е многу важно да се каже е дека Крим од Нокеска и официјално е копнено поврзан со Лугански Донецк, значи веќе не е екстериторијален како што беше од 2013 година или 14. Се извинувам кога беше анектиран. Кога ќе размислиме малку многу подобра варијанта беше она со Крим пред 2014-та, бидејќи освен она тивко за земање немаше ниту еден испукан куршум. Значи да резимираме, имаме напад врз Киев, напад врз другите градови, според фазата која и покрај критиките на руската армија, дека многу поспоро напредувала и многу се, дали сега се вадат работите, пошто тоа беа големи грешки, очигледно војнички, сега се оди на некоја побрза и порадикална варијанта. Повторно ќе кажам, ми се чини дека 20-тиот ден, барем според оние информации кои ги имаме сега, се точка на прекршување на руската инвазија врз Украина, наредба на освојување на поголеми градови, а тоа значи, знаеме што значи. Само ќе кажам уште една работа, дали е информативна војна или не, е изјавата на Володимир Зеленски, председател на Украина, кој ги повикува руските војници да се предадат, бидејќи воспротивно ќе им биде судено, и еден од неговите советници кој прогнозира дека војната во Украина ќе заврши во мај, како што вели тој, бидејќи до тогаш русите ќе ги потрошат сите своји ресурси, ќе немаат понатаму ресурси да војуваат. Добро, ние отприлика сите се согласуваат дека ова недела ќе биде клучна за се види на каде ќе фати таа војна, кој ќе биде текот, бидејќи се очекува на вистина да во наредните денови дојде до некакви позначајни или воени или мирнодопски напори. Да. Но жестоки се пропагандните војни што се водат на двете страни. Вчера имавме една необична ситуација, морам да кажам, тоа го имавме во вестите. Мислам дека таа фотографија, тоа кратко видео го обиколи светот, кога едно од уредничките на руската државна телевизија за време на најгледаниот дневник од кој што се информираат практично најголемиот број на руси, особено од постарата генерација, бидејќи помладиве сепак успеваат нешто и пак у социјалните мрежи кои што се укинати, но денеска е тешко сосема да затворите информативно. Упадна во дневникот, го покажа овој плакат, се работеше за неколку секунди, на плакатот пишува против војната, против пропагандата и така натаму. А уредничката, колку што разбрав, Дејан е веднаш уапшена, се разбира. Се закануваат 15 години затворска казна. Не се ни знае каде, бидејќи па добро, во притвор е, да. Да, нејзината адвокатчета по полициските станици. Но воена храбар е ова чекор. Храбар е овој чекор. Морам само да кажам дека претходно на Инстаграм или на Твитер, да не ме фаќаат гледачите за збор, ја најавила овој настан, меѓутоа веројатно никој не го сватил сериозно, бидејќи по социјални мрежи. Но она што сакам да го кажам на крај, Путин, нели, војна и сега тие војни закони се воведени, особено за велепредавство, дури еден офицер од синоќа, односно утринава излезе информација дека ќе му се суди за велепредавство, одбил некакви задачи за време на војните операции во Украина. Само сакам да кажам за крај, бидејќи имаме некој искуство, имам и јас воено, морам да го потенцирам тоа пред се за Косовската криза, каде што за време на бомбардирањето на СРЈ
Бевме таму, јас бев меѓу првите што влеза во Косово и во Србија, поради X причини бев таму, известував за тогашната моја матична телевизија Сител. Сакам да кажам едно, многу е тешко кога си во воени околности, најмалку си информиран. И колечката Атовска веројатно ќе го има тој проблем и се надевам дека со овие денешни социјални мрежи, бидејќи јас бев 99-та, кога можевме само радио да слушаме, нели, ради технологијата, се надевам дека многу ќе има поголем пристап кон информации, бидејќи кога е војна, не знаеш дали да се браниш од тоа што се случува од горе или можеби од цензурата, бидејќи на боиштето цензурата секогаш е најголема. Така е. Ограничувањата на војните дописници се добро познати, луѓето воровите секако имаат помал увид во тоа што се случува, но затоа пак е незаменливо искуството што може да се сподели од самите, како да кажем, војни подрачја. Се надевам дека нема да стигнеме до никакви ровови со колешката Атовска, бидејќи пак тој вид на непосредна информација, на крајот на криштата новинарството е секој важно да пренесе она што го гледа. И самата информација што таа од утрина вели за Краков, дека таму веќе има доброволци кои што од разни земји сакаат да одат да се борат на украинската страна, е нешто што кога твој новинар репортер ќе го потврди, секојаш има најдобра информативна вредност.